Суштината е да одиме напред, не да стоиме во место и ништо да не се случува. Затоа што вистинскиот пат напред се уставните измени. Така ќе стигнеме прво до вистински реформи, понатаму ќе стигнеме до кохезионите и структурни фондови. Тоа граѓаните го бараат. Тоа значи вистинско менување на земјата. И зашто да се бега од тоа прашање? Затоа што не им одговара на ВМРО. Им одговара вака, кој што кажал, како кажа, и ние сме сега закопани во место. Зашто за они да може да крадат? Тоа така веќе нема да може. Нема да може. Ке има одговорност, ке има европски закони, ке има европско правосудство, тоа ке има одржава. Како сме ние загрозени со францускиот, односно европскиот предлог? Каде што стои јасно преговарачката рамка, во кој што е признаен македонскиот јазик. И официјално е подпишан договор на македонски јазик, со кој што се зајакнува идентитетот, затоа што се внесуваат малцинства и се прави разлика на македонскиот народ со другите малцинства. Тој предлог беше добар и се уште е добар за државата и е единствен пат напред. Да не го блокираше ВМРО, криминалната група. Тој предлог се донесе во 22 година. Ние сега ќе бевме земја членка во Европа.